Нови маки за скопјани на почетокот на учебната година. Приватните превозници во понеделник ќе ги остават автобусите во гаражите, односно ќе возат само на една линија по еден автобус и тоа поеднаш во денот, наутро или навечер. Граѓаните и сега со часови чекаат автобус на постојките. Со месеци наназад пристигнувањето од точка А до точка Б во главниот град е сериозен предизвик. Автобусите никако да стигнат на време, како што е најавено со возниот ред, а и кога ќе го дочекате, се преполни и неклиматизирани. Може само да се претпостави каков сообраќајен колапс ќе се случи во понеделник, кога ќе недостигаат околу 150 автобуси според зимскиот возен ред, а децата ќе мора да стигнат во школа. Приватните превозници велат дека се приморани на ваквата одлука, затоа што од ЈСП не добија позитивен одговор за исплата на нивниот долг кој бил превисок, а нема ниту збор за покачување на цената по километар. Сите превозници едногласно ја одлучија работата на секоја смена, на секоја линија да има по еден автобус и да сврти една тура и да се врати кај сите други автобуси кои што се паркирани. Ова одлука моравме да ја донесеме како приватни превозници за таа цел што имаме преголем долг и не можеме да издржиме финансиски ни да ги плаќаме шоферите, ни трошковите, ни нафта, ни сите други трошкови што ни се околу еднодневно возење. Во понеделник во 11 часот треба да се сретнат со представници на ЈСП пошто ќе донесат одлука за чекорите понатаму. Тие информираат дека на дневна основа ќе известуваат дали ќе возат наредниот ден. Приватните превозници посочуваат дека од јуни чекаат да им биде исполнето ветувањето за прилагодување на цената по километар со оглед на повисоките трошоци, но за сега нема ништо од тоа. Требаше до сега да се направи оптимизација и покачување на километарот, пошто се друго е покачено, сите трошкови се покачени, зголемени се трошковите за шофери, за сите одржавања и се до сега не се случи тоа. Чекаме и останаме само на едно обеќавање ќе биде и затоа ние мораме да застанеме и ова застанување е наше принудно, затоа што ние не сме застанати сега од 1 септември, него ние сме застанати уште од јуни. Ние уште од јуни не возиме и до ден денешен немаме никаква реакција од нашите надлежни. Од друга страна, од ЈСП и нема некои подетални информации за тоа како ќе функционира главниот град во понеделник. На ова прашање директорот Драги Кушовски само кратко ни одговори дека правеле се што можеле. Правиме максимални напори во рамките на нашите можности. На седницата на град Скопје во четвртокот не помина одлуката за набавка на 250 екоавтобуси. Мнозинството од Советот не изгласа, а председателот Трајко Славевски образложи дека ниту со ребалансот на буџетот на град Скопје не биле предвидени пари за тоа. Откако не помина одлуката, Кушовски кажа дека ќе се обиде да се поправат 40 автобуси кои би биле пуштени во сообраќај, но за сега нема информација дали воопшто се поправаат автобусите на ЈСП и дали би биле на скопските улици во понеделник.